Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Меѓу време, она што има прашање е мој пријател Никола. Постави прашање во врска со дали постои начин да исхраната помогне во капацитетот на тоа да телото може да придонесува за повеќе кислород и да можеби затоа што он е кросфитер, да придонесе тоа во подобри перформанси за време на тренинг или за време на надпревар. И моето прашање е дека да, и генерално исхраната може да придонесе во се што бараме ние од телото како одреден резултат. И конкретно по ова прашање, Никола, значи прва работа она што за да почнем и да ме разбереш подобро, прво ќе ти кажам за тоа како функционира, како се пренесува кислородот низ нашето тело. Прва работа е хемоглобинот. Сигурно си слушнал, значи хемоглобинот е протеин во чиј состав има железо. И железото кој што е дел од хемоглобинот, односно што составуваат црвени крвни зрнца, и се врзува со кислородот кој што ти го зимаш преку белите дробови и така се разнесува низ сите клетки во телото кој што е потребно. За да биде добар капацитетот на пренесување на кислород низ телото, тоа значи дека е потребно да железото во крвта и хемоглобинот бидат во ред. Она што научно е покажано дека 1/3 од земјината топка страда со железото и многу луѓе имаат проблем со овој параметар во крвната слика. Зошто е тоа така? Од едноставна причина што прво и најосновно, железото како минерал може да го внесуваме преку храна и е потребен 8 до 18 милиграми на дневно ниво, со тоа што тоа зависи од возраста моментално, од полот, од тоа колку сме физички активни и така натаму, значи на неколку параметри се засега, али генерално не е работата да ние тука зборуваме за тоа до бројки како да отидеме и да правиме математики, туку на едноставен начин со исхрана да го покриеш ти тоа. Значи еден од начините кој е за да внесуваш, значи железо во исхраната имаш и во животински и од растително потекло. Од животинско потекло најдобар извор на железо ти се морските плодови, значи типот кој што се ракчиња, школките, туна риба, па потоа идат месата као телешко и така натаму. Затоа ако сакаш добар извор на железо, тогаш бирај ги морските плодови и туна. Од растителните работи ти требаат железо, доста имаш во многу работи има. Генерално во јатки, во зелените, оние темно зелени листести зеленчуци као блитви, спанак и така натаму. Од друга страна, што е проблемот? Што не е потребно само железо, потребен е протеин, затоа што хемоглобинот е протеин, значи за да се создава потребни се хемоглобинот, потребни се железото, потребен ти е витамин А, потребен ти е B9 витамин и B12 витамин. Сите тие како компоненти создаваат хемоглобин и крвните зрнца во една реченица и така практично ќе се разнесува подобро кислородот. Така да фокусирај се на добра исхрана, нема конкретен производ кој што ќе ти го направи тоа и ако некој од вас можеби па не мора да му е целта спортските перформанси, ако некој од вас се мачи по ова прашање и можеби до сега сте пиеле секакви терапии за железо и така натаму, побарајте си го одговорот во исхраната, затоа што кој што гледате самиот додаток, ако вие додавате железо, а при тоа немате доволно витамин А, B9, B12, немате доволно протеин, во тој случај ќе имате проблем со тоа. Така да, Никола, не знам дали ти одговорив, или секој случај мислам дека ти дадов супер прашање и ако можам на било кој од вас да му помогнам, слободно комуницирајте ме и стојам на располагање у секој момент.